Започна едночасовниот мирен протест токму тука пред канцеларијата на специјалното јавно обвинителство. Протестот трае секојдневно од 13 до 14 часот. Поддршка за работата на телевизија Нова пристигнува од различни страни, а денеска во овој информативен блок поддршка за работата на телевизија Нова дава аналитичарот господинот Александар Пандов. Господин Александар, ви благодарам најпрво за вашата поддршка за работата на телевизија Нова. Би сакала да ве прашам како ќе го оцените случајот што специјалното јавно обвинителство, односно ТРУС, предметот кој го отвори кон собственикот на телевизија Нова, и дали сметате дека тоа на еден начин е притисок врз медиумот? Апсолутно е притисок. Пред себе ви благодарам за одвоеното време, а секако дека е и чест да се поддржи телевизија Нова, затоа што телевизија Нова е свежина во етерот, телевизија која што 24 часа ја информира македонската јавност за актуелните случувања. Предпоставувам токму поради тоа, затоа што непристрасно го прави тоа телевизија Нова, стана и трн во око на онаа пара институција наречена специјално јавно обвинителство и на незиниот предводник Катица Јанева, и од тука излезе и случајот ТРУС. Предпоставувам дека веќе не постои човек во Република Македонија на кого што не му е јасно дека оваа институција е создадена со единствена цел да прави политички прогон, да прави прогон кон оние луѓе кои што мислат поинаку од СДСМ и од Зоран Заев. Од тука има X примери и досега на кои што биле најавувани прогоните кои што ги спроведувала СЈО од страна на Заев, подоцна спроведени од нив. Така се случува сега и со телевизија Нова. Поддршката која што ја давам јас, верувам дека и секој еден слободоумен човек, македонец, ја има телевизијата, и јас секако дека се надевам дека во најскоро време и позитивно ќе биде решено случајот, мислам, чинам се нарекува ТРУС. Колку сметате дека специјалното јавно обвинителство на еден начин врши една селективна правда, и дали сметате дека покрај телевизија Нова и некои други медиуми се соочуваат со пресуда? Па како не? Јас како што ви реков и претходно, СЈО работи по команда на Зоран Заев и на СДСМ. Ке подсетам, пред неколку месеци беше тоа, минатата година чинам, дека токму Зоран Заев беше човекот кој што како најголеми непријатели негови и на неговата СДС ги посочи телевизијата Нова, телевизијата Сител, Канал 5, Дневник. Од тука не е далеко од вистината и очекувањето дека токму и тие телевизии ќе се соочат со прогонот СЈО, а колку што знам, одреден број на новинари исто така имаат покренато према нив обид за обвинение. Мислам дека нема обвинение, но осомничени поради оние нелегално стекнати преслушнувани разговори. Тоа е чекор, многу чекори наназад за демократијата во Македонија, но повторно ќе кажам, мислам дека уште месец дена они имаат дозвола за работа, година и нешто е поминато, година и пол им е целниот мандат. Мислам дека се до мај ќе ги издржиме уште месец дена и СЈО и Катица, и после тоа предпоставувам дека само ќе ги спомнуваме како една несрекна епизода во правосудниот систем на Република Македонија. Господин Александар, ви благодарам.